Здруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива денеска во ресторан Грација организираше панел дискусија на тема политичко учество на лицата со попреченост. Според претседателката на Инклузива Благица Димитровска, еднакви политички права како и поддршка и прифаќање во политичкиот живот за лицата со попреченост се пресудни за нивната потполна партиципација и учество во сите други процеси. Од Здруженијето сметаа дека вклучувањето во политичкиот живот на лицата со попреченост треба да биде еден од главните приоритети на политичките партии. Заради тоа што од осамостојувањето на Македонија немаме пратеник во собранието ниту советник во Куманово кое што е лице со попреченост, имаме лоши државни и локални политики, потенцира Димитровска. Ние сме сведоци дека од 1990 година до сега немаме се уште пратеник со попреченост. Во Куманово немаме советник со попреченост, се носат одлуки во нивно име, а не се прашани дали тие одлуки се исправни и затоа имаме лоши државни и локални политики. Учеството на овие луѓе ќе допринесе политичките партии да осознаат кои се потребите, нивните потреби за вклучување на овие лица, но и за како да креираат политики кои се инклузивни. Постојано се зборува за демократија, за општество за сите, што не е вистина. Ние не можеме да имаме демократија ако една категорија на граѓани е исклучена од политичкиот живот и од креирањето на политиките. Политиките ќе бидат добри кога овие луѓе ќе бидат вклучени, кога ќе дадат допринос за еднакво општество за сите. Најпрвен треба да се подигне јавната свест и политичките партии, а постои стигма кон овие луѓе, ги сметаат дека немаат способности да се вклучат, што не е точно. А лицата со попреченост имаат многу повеќе способности од другите лица во наводници без попреченост. Затоа што тие веќе кај нас во Здруженијето има интелектуалци кои можат да допринесат за да се сменат токовите во државата, а не да бидат членови на политички партии. Бојана Младеновска од Здруженијето Инклузива смета дека лицата со попреченост најдобро знаат со што се соочуваат во секојдневието, поради што треба да бидат вклучени во политиката. Кај нас попреченоста е во општеството, во системот, а не кај лицата со попреченост, велат од Инклузива. Јас сметам дека лицата со попреченост треба да се вклучат во политичкиот живот, најпрвен затоа што се директно засегнати со попреченоста. Попреченоста не е нивна вина, меѓутоа мора да се носат, а за да се носат и за да можат да има просперитет и прогрес, потребно и самите да учествуваат, бидејќи самите знаат точно со што се соочуваат, кои се предизвиците, кои се проблемите, на кои бариери наидуваат, така да тие најдобро би дале најсоодветно решение и најдобар предлог како можат некои предизвици да се надминат. Јас апсолутно не се согласувам со тој став дека лицата со попреченост немаат доволно капацитети. За жал немаат можности да се истакнат и да се докажат, а повторно наидуваме на тоа на предрасудите и тоа што условите не се исполнети за да можат тие лица непречено да функционираат. За жал најголема попреченост кај нас е тоа што се случува во општеството. Прост пример, професор по физичко е во судство. Професор по музичко е во Министерство за здравство. Тука е попреченоста. Затоа ние не функционираме. Инаку лице кое што е со соодветно образование, лице кое што има капацитети, лице кое што може да одговори, а има попреченост и само заради таа попреченост се оспорува, тука ние имаме проблем. Лицата со попреченост заслужуваат да имаат своји легитимни представници во сите државни институции, првенствено таму каде што се носат законските решенија во законодавниот дом, во советите, извршната власт, истакна градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски. Дефинитивно во Македонија нема такви услови, треба да се работи. Целта не е да се постигнат проценти, но туку да се запази суштината. Заслужуваат да имаат легитимни своји представници во сите државни институции, првенствено таму кај што се носат законските решенија во законодавните ниот дом, во советите, извршната власт и верувам дека во следниот период со отварање и актуализирање на оваа тема, мислам дека ќе се постигне одредено ниво да веќе видиме лица со попреченост и на добитни места. Иако имало обиди, тргнувам од себе си,
да анимираме лица, дури и за носители на листи, кои што не прифатија, но како и да е, мислам дека со тек на време што повеќе разговор, дискусија во јавноста, ќе имаме поголеми резултати, ги охрабрувам да продолжат, а секако од мене како градоначалник, од мојот тим и од општинските структури секогаш ќе има разбирање и поддршка на сите вакви проекти, бидејќи тоа и го докажавме до сега. Финансираме поголем број на проекти како општина, и дневниот центар порака наша, и инклузива како организација, и голем број на социјални трансфери, финансиска помош, и нема да застанеме тука, тоа ќе го зголеми. Денешнава е прва од вкупно 5 панел дискусии кои што ќе ги организира Сдруженијето Инклузива, на која беа присутни советници, представници на политички партии, граѓански организации и лица со попреченост.